Кој е Клаус Шваб и кои се неговите планови? Сега ќе се потрудам што е можно подобро и поопширно да ви ги представам плановите на Клаус Шваб и на големата елита, масони, илуминати и новиот светски поредок. Клаус Мартин Шваб, роден е на 30 март 1938 година и е германски инженер, економист и основач на Светскиот економски форум, наречен СЕФ. Тој действува како председател на СЕФ од основањето на организацијата во 1971 година. Шваб е роден во семејство на Еуген Вилхелм Шваб и Ерика Еперхт во Равенсбург. Неговите родители се преселиле во Германија за време на Третиот рајх со цел неговиот татко да ја преземе улогата на директор во Ешер Вис АГ. Семејството на Шваб било надгледувано директно од Гестапо, кој во 1944 година исто така ја испрашувало неговата мајка, која била од Цирих, за користење на швајцарскиот акцент во јавноста. Тој е државјанин на Германија, иако има 3 швајцарски баби и дедовци и 2 браќа швајцарци. Шваб е во брак од 1971 година со Хилде Шваб, поранешна негова асистентка. Свадбата се одржала во долината Сертик во реформираната црква, како и седиштето на Светскиот економски форум. Парот живее во Келни во Швајцарија, каде Клаус ужива во планинарењето на Алпите. Шваб има 2 возрастни деца, Никол, родена во 1975 и во 1976 Оливие. Никол Шваб е коосновач на проектот за родова еднаквост. Кариера. Шваб беше професор по деловна политика на Универзитетот во Женева од 1972 до 2003 година. Од тогаш е почесен професор таму. Од 1979 година тој го објавува извештајот за глобална конкурентност, годишен извештај за проценка на потенцијалот за зголемување на продуктивноста и економскиот раст на земјите низ светот. Напишан од тим економисти, извештајот се заснова на методологијата развиена од Шваб, мерејќи ја конкурентноста не само во однос на продуктивноста, туку и врз основа на критериумите за одржливост. Во текот на претходните години од неговата кариера, тој служеше во голем број одбори на компании, како што се Swatch Group, Daily Mail Group и Vontobel Holding. Тој е поранешен член на управниот одбор на групата Bilderberg. Награди и почести. Помеѓу другите награди, Шваб е доделен со француската легија на честа, големиот крст од звездата на националниот ред на Германија и јапонскиот голем кордон од орденот на Изгреј сонцето. Тој исто така ја доби наградата Ден Дејвид и бил прогласен за витез од кралицата Елизабета како витез командант на редот Свети Михаил и Свети Џорџ. Шваб е добитник на повеќе почесни докторати од институции, вклучувајќи ги и Лондонската школа за економија, Националниот универзитет во Сингапур и Корејскиот напреден институт за наука и технологија. Основачот на СЕФ, Клаус Шваб, го отелотворува духот на Давос, пишува книги за тоа и е цел на теоретичарите на заговор со својата книга Големото ресетирање. Клаус Шваб сакаше да покаже како светот може да биде поправеден и социјален по пандемијата COVID-19. Тој беше шокиран што е стилизиран како зло, персонифициран на социјалните мрежи. Тој се залага за големо ресетирање, кој изјавува дека сакал да не внесе во подобра иднина. А пак другото разбирање се смета за теорија на заговор. Теоретичарите на заговор сметаат дека тоа е само во јавноста представено дека се залагаат за подобар живот за сите, а во позадина се крие многу лоша и опасна игра со многу човечки животи. А за да го направат тој голем ресет, треба да уништат се досега што они создале. Клаус Шваб и соработниците негови кажуваат дека треба нив да им веруваме, оти они знаеле што е добро за нас, а плановите на Клаус Шваб се да ја пороби Европа. Големото ресетирање. Што е тоа всушност? Прво, идејата за големо ресетирање навистина постои. Идеолозите на заговор ретко ги измислуваат работите. Тие земаат вистински луѓе и настани. Иницијативата не е она што ја направија идеолозите за заговор, таа дојде од директорот на Светскиот економски форум Клаус Шваб, заедно со принцот Чарлс, престолонаследник на Обединетото кралство.
СЕФ е фондација основана од Клаус Шваб во 1971 година, која организира годишен 3-дневен состанок во Давос. Таму се одржуваат неколку стотици предавања и работилници за околу 3000 гости од политиката, бизнисот, науката и медиумите. И идејата е всушност за глобален пресврт. Тие кажуваат дека големиот ресет не е толку ѓаволски и апокалиптичен, како што некои сакаат да го представат. Концептот беше представен во мај 2020 година, кога првиот бран корона во голема мера стивна, барем во Европа, додека пандемијата само добиваше на интензитет во Соединетите Американски држави, Латинска Америка и другите делови од светот. Иницијативата Големо ресетирање требаше да стане план што ќе ја координира реконструкцијата и поврзаното реструктурирање на глобално ниво. Оваа идеја предизвика бурни реакции откако различни политичари помалку или повеќе директно го изразија своето одобрување или најавија дека сопствените планови ќе ги засноваат на идеите на СЕФ. Тие ги вклучија британскиот премиер Борис Џонсон и тогаш ново избраниот претседател на САД Џо Бајден во ноември во неговата кампања. Изгради се подобро. Последната кампања го инспирираше и канадскиот премиер Џастин Трудо, кој во говорот во ноември 2020 година ја цитираше оваа кампања и исто така го употреби зборот ресетирање. И тогаш приказните за заговор беа навистина жешки. Во Германија тогашната кампања беше против кандидатката на Зелената партија за канцелар, Аналена Баербок, која како член на иницијативата за млади глобални лидери на Шваб, исто така станува дел од наративот за заговор на екстремната десница. Од Светски економски форум до евреите се виновни. За сајтовите за заговор или релевантни портали како телеграмскиот канал Кен Джепсен, кој потоа станува агенда на главни умови со цел да се пороби човештвото, во кој кажува дека короната е вештачки создадена криза и да, тоа брзо станува тајна глобална елита и со еврејските милиардери брзо станува добро позната антисемитска заговорна нарација, која антисемитистот Атила Хилдман потоа јасно го изговара. За разлика од другите, овој сега престана да зборува со шифри. Зошто митовите за заговор толку брзо стануваат антисемитски? За меѓународната агенда и целта на новиот светски поредок говорат и познатите приказни за заговор како што се протоколи на старците од Сион, кои исто така ги користеле нацистите за да го оправдаат Холокаустот, или марксизам, или екофашизам, дигитална здравствена диктатура, истребување, покорување на сите обични смртници и така натаму. Лошите момци под наводници во оваа приказна, а тоа се само приказна, тогаш се нарекуваат масони, глобалисти, длабока држава или едноставно ционизам и евреи. Фондацијата Конрад Аденауер, поврзана со ЦДУ, објаснува дека глобализмот е десничарски екстремистички или наречен свирче за кучиња, кој исто така користи антисемитски кодови. Федералната агенција за граѓанско образование објаснува намерно или несвесно користени антисемитски шифри и шифри како што се финансиските елити, 1%, мајстори или наречените масони, глобалисти, за да се опишат наводните заговорници, споделени во социјалните медиуми или услугите за месенџери, постепено водат експлицитно антисемитско онлайн миле, во кое конечно отворено се шират митот за светскиот еврејски заговор и протоколите. Зошто кодовите се толку опасни? Има едно многу проникливо интервју од тоа време со Мерон Мендел, едукатор и директор на образовната институција на Ана Франк. Се разбира, раскажувачите на заговор не можат само да стојат таму и да извикуваат евреите се виновни за се, бидејќи мнозинството од населението научило од историјата и сватило каде води овој отворен антисемитизам. Затоа овие антисемитски заговорни идеологии сега се спакувани во шифри или така наречени кучешки свирежи. Ова значи изјава кој на прв поглед изгледа безопасна, но со скриен начин ја пренесуваат вистинската содржина до иницираната целна група. Во овој конкретен случај, антисемитизмот може дополнително да се разгори во соодветни десничарски агли без да биде препознатлив, па дури и оправдан за мнозинството од општеството. Затоа масоновите кодови беа толку
проблематични. Нашиот напис за Ханс Георг Маасен беше објавен на 16 мај со доказ за тврдење дека поранешниот шеф на Канцеларијата за заштита на Уставот споделувал антисемитска содржина. Луиза Нојбаер го изјави ова во неделата во ток-шоу Анвил, но не можеше да ги достави доказите во живо. Сакавме да се израмниме со статијата. Целта беше да обезбедиме преглед на антисемитска содржина што Маасен ја сподели или репродуцира. Секако, овде ќе биде можна уште покомплексна анализа, но нашата цел беше статијата да биде што покомпактна. Секако изгубена е од одредена длабочина во процесот. Примери за ова се темата големото ресетирање или шифрите на глобалистите. Поранешен началник на управата за заштита на Уставот треба да знае за антисемитскиот и заговорно-идеолошкиот контекст на овие работи, дури и да не биле наменети. Критиките за делумно антисемитска и десничарска екстремистичка содржина на Маасен доаѓаат од истражувачите на антисемитизмот, а исто така и од представниците на ЦДУ. Видеото на WEF од 2016 година е добар пример за тоа како идеите на СЕФ за големото ресетирање од 2016 година, кое содржи 8 предвидувања за светот во 2030 година. Ова видео масовно се користи како наводен доказ за приказните за заговор. Самата изјава "нема да поседуваш ништо и ќе бидеш среќен" веројатно предизвикува ментален колапс кај некои идеолози на заговор за големото ресетирање ширум светот. Но што точно се крие за тоа? Ако прашате повеќе за видеото, ќе го добиете овој многу откриен придонес. Овде е објаснето како оваа и другите изјави се појавија на прво место и како позади ова стои Шваб. Ги прашавме експертите од нашите глобални идни совети за нивниот став кон светот во 2030 година и ова се резултатите. Од смртта на шопингот до повторното оживување на националната држава. Значи, вие само побаравте од комисијата за нејзините прогнози, наместо да одлучувате за големата социјалистичка агенда на новиот светски поредок. Интересно, ајде внимателно да погледнеме неколку точки. Нема да поседуваш ништо и ќе бидеш среќен. Може да се следи на оваа прогноза. Националните држави ќе имаат враќање. Не звучи баш како глобално контролирана светска влада. И последно, но не и најмалку важно, СЕФ се огради од наводниот собствен специјално пропагиран план, како што можеме да видиме, со така нареченото одлично ресетирање и, на пример, со прилично несреќно соопштените видеа и лути наслови како овој, имаме добар потик за мит за заговор, што може да искористи по желба. Во зависност од настанот и сопствениот став, тоа се прави и со извадоци, извадени од контекст од книгата на големото ресетирање. Заклучок. Првото нешто што треба да се разбере е дека понекогаш не е толку лесно да се препознае антисемитизмот. Не може едноставно да се каже, под наводници, ако лицето дава изјава, тогаш тој е антисемитист, а ако не, тогаш не е антисемитист. Конкретно, во западниот свет, модерниот антисемитизам се одвива меѓу редови и за одредени кодови. Исто така не мора да ви се допаѓа ниту планот за големото ресетирање. Критиките беа искажани и од умерени и од левичарски кругови дека промените не се доволно далеку сежни или не се сериозно наменети. Се изразуваше и стравот дека планот на СЕФ е на крајот само да подобри имиджот на најбогатите, без промена на сиромаштијата и бедата. Сите овие критики се легитимни и дефинитивно се отвара дебата. Но кога станува збор за тајните планови на неодредените елити, кога се шпекулира за глобалните финансиски елити или глобалистите и нивното објавување војна, тогаш алармот треба да звони за секој критички мислител. Ова најверојатно не е случај повеќе за суштинска критика, туку за приказна за заговор и скриен антисемитизам. Секој треба да биде свесен за тоа исто така, а особено ако сака да ги одземе гласовите на екстремната десница АФД во Јужна Тирингија. А пак за сето ова стои Клаус Шваб и неговиот план за голем ресет. Па сега проценете сами дали и на кого би верували и во што би верувале вие.
Гледате дека нашите политичари се само кукли во рацете на големите играчи и следат план по кој им е наредено да се движат, а доколку се откажат од тој план, ќе завршат како Јасер Арафат или Садам Хусеин.